27-годишниот практикант, сработеното во областа на проектите од општо корисна работа во Куманово, неодамна го презентираше на меѓународна конференција во Охрид во организација на UNDP, насловена «Подобрување на услугите на лицата со попреченост». Младиот практикант посочува дека спортот, како еден од факторите за социјализација, е многу важен, не само за лицата со посебни потреби, туку и за останатите граѓани. Но за оваа категорија граѓани, вежбите се од особено значење, бидејќи тие најчесто седат дома, во хоризонтална положба и не се многу активни. Значи, работев како професор по адаптивно физичко образование, каде имав искреирано две програми кои практично ги имплементирав. Едната беше за деца со посебни потреби од предучилишна возраст, другата беше за деца со посебни потреби за возрастните категории. Значи, за секоја диагноза, кои конкретни вежби се реализираат на часовите. Морам да напоменам дека самата адаптација во салата, значи првиот контакт во сала, беше малку застрашувачки за нив, бидејќи објектот беше затворен, децата потешко се адаптивираат, после неколку месеци, во период од 2-3 месеци, часот изгледаше најнормално, децата се адаптивираат, убаво можевме да направиме клуче, да ги изведеме вежбите и практично да се изведуваше наставата по адаптивно физичко образование. Дипломираниот професор по физичко образование, на само 27 години е магистер по кинезиологија, автор на 4 научни трудови објавени во меѓународни списанија, со завршена обука за глувонеми деца во Турција, обука за менаџирање на невладини организации, дневни центри во Брисел.